научи се да љубиш, ближни спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Крвта твоја се пролеја на крстот, завет остави, облечи се. Се што ми треба е твојата светлина, се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Оче, грешев пред тебе и пред небото. Исус, Божја помош, Христос, помазаник. Значи помазан од Бог и Божја помош, дадена Божја помош од Небесниот Отец, бидејќи 10 Божји заповеди не можеше никој да ги исполни, луѓето само правеа крвни жртви, колеа грлици, мачка, вапца, денеска вапцаме јајца. Во православието. Еден колега ми вели на шега православен протестант. Католички протестант, кој како го чита Светото писмо. Значи, вапцаме јајца, тоа е адетот по македонскиот календар православен, денеска е Велики четврток. Значи, ден. На луѓето кои немаат, не го спознали Исус, им се одредува ден за слава, да се потсетат дека да му благодарат на Бог. Кога вие ќе го примите Исус, кога ќе ја примите неговата љубов, вам секој ден ви е ден за Исус. Значи, Велики четврток се вапца јајца. Инаку, најдени се на критско-микенска фреска. Тоа е некаде Хомерово време, 1200-1500 години пред наша ера. На фреска ги има дека тоа е адет, народен адет кај македонците. Во овој случај, крвта, можеме сега символично да објаснуваме, тоа се адети, но базично нема повеќе крвни жртви, нема потреба од жртви, од Исус вели милост сакам, а не жртви. Исус значи Божја помош, значи помош, бидејќи луѓето не можеа да ги исполнат 10 Божји заповеди, а Христос е помазаник. Христос Месија, помазаник, избраник. Лука, 2 глава, продолжуваме, Евангелие според Лука. Значи, Евангелието е од Исус. Духот зборувал само преку Лука, тоа е она што христијаните треба да го научат, не да зборуваат тие, Исус да зборува низ нас. И ке дојдат луѓе зборат, вака реков, така реков, застани човеку, научи да молчиш пред Бог. Застани пред Исус, застани, татко, се што ми треба е твојата преградка, застани во мир и ослушнувај тој да зборува низ твоето срце, но пред тоа, за да застанеш пред Исус, ако можеш да застанеш, треба да им простиш на сите, никога да не осудуваш, да ја испиеш горката чаша, се што доаѓа да примаш со радост, радувајте си, пак радувајте се, да се покаеш за гревовите на твоите предци. Во тоа време излезе заповед
од царот Август, значи земен цар и небесен цар. Божиото царство за попис на сите жители. Во Македонија со години не може да се направи попис од политички состојби, за да не се дознае еден народ колку број, за да може да се наметне јазикот на тој народ, за да се наметне религијата, да се наметне дека сатаната да направи сатанин трн кој ќе ве натера да возвратите со омраза и со убивање. Значи попис, тоа беше прв попис за време на управувањето на Квирини во Сирија. Во Македонија почна попис, па се повлекува од политички причини. Сатаната не дозволува да се средат работите. Без Исус не можете да победите. Сатаната го владее овој свет. Кога вие се собирате двајца или тројца во Негово име, во Исусово име, вие ослободувате територии, тогаш ве напаѓаат. Затоа црквите се нападнати. И одеа сите да се запишат секој во својот град. Па така Јосиф од Галилеја, од градот Назарет, отиде во Јудеја, во градот Давидов, наречен Витлеем, бидејќи беше од домот и племето Давидово. Слава ти, Господи Исусе Христе, за да се запише со Марија, неговата свршеница, која беше зачнала не во тело, туку во дух. Така ние, секој од нас треба да биде зачнат во дух, значи да умре стариот телесен човек, да почне да расте во духовното тело, да се спрема, да се готви, да се претопува во љубовта. А кога беа таму, нејзе и дојде времето да роди на Марија, која денеска ја славите, а таа вели дека треба да се слави Исус. Таа извршила нешто, но славата е негова, на Отецот Небесен и неговиот Син Исус Христос. Го роди својот син првенец, го пови и го положи во јасли, зашто во нив немаше место во гостилницата. Гостилница можете да ја разберете метафорично, место каде што луѓето се гостат, каде што уживаат. Не, таму нема место. Во пештера, во јасли, во длапка, во преградка Исусова, изнедрен од паднатата природа на земјата, за да покаже, роден во дух, како треба да победиме со љубов, како треба да победуваме со љубов. Армакедонци мои, о неразумни галатјани. Во тој крај имаше пастири, категорија пастир, кој води, водач на стадо. Значи, Светото писмо е духовно, ние сме тело за да го разбереме телесниот човек, дадено ни е во слики, како сликовница за мали деца. Колку повеќе растеме, сликовницата ја разбираме во духовен јазик. Значи, во тој крај имаше пастири, кои престојуваа во полето и чуваа стража ноќе. Бдее, чува стража над овците, над изгубените овци. Не плаши се мало стадо, вели Исус, кај своето стадо, ете, ангел Господов застана меѓу нив. Ангел Господов. И славата Господова ги осветли. Славата Господова. И се уплашија многу. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ангелот им рече: не плаши се, не плашете се. Не плашете се, браќа и сестри. Не плашете се. Кој се бои не е совршен во љубов, има еден стих. Еве ви навестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе. За сите луѓе. Зашто денеска се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос, помазаник, Господ, избраник, пратеник на земјата. Исус значи Божја помош од небесата. Отецот ни го испраќа својот син да ни го покаже патот, бидејќи не можеме да ги издржиме 10 Божји заповеди: не кради, не убивај, не врши прељуба, не сведочи лажно против својот ближен, не пожелувај ништо што е туѓо. А луѓето тоа го пожелуваат. Сакаат да бидат над сите, да бидат сатаната, самиот ангел кој падна на светлината, сатаната, звезда деница, да се искачи највисоко, да бидат вавилонци, да се здобиат со име, да бидат како Адам, да јадат од дрвото на познанието на доброто и злото, да бидат како Каин, да го убијат братот свој Авела. Ова ќе ви биде знак, се враќаме Лука 2:12, ќе најдете
Повиен младенец кој лежи во јасли. Слава ти, Господи Исусе Христе. Кои се тие јасли? Кој е тој младенец? Те сакаме, Господи Исусе Христе. Тоа се слики. И одеднаш со ангелот се јави многубројно небесно воинство. Воинства небесни, ангелска војска, која го славеше Бога. Го славеше Бога. Таткото небесен велејки слава на Бога во висините, на Бога слава, а на земјата мир, меѓу луѓето добра волја. Брчи мотор, брчи си ти, мајсторе. Ние овде зборуваме за Исус Христос. Слава на Бога во висините, а на земјата мир. Мир, имате ли мир? Меѓу луѓето добра волја. Која е таа добра волја? Исусовата волја. Да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никога да не осудуваш, да се покајуваш. Некако што сакам јас. Да биде твојата волја, татко мој. И свесност дека имаш Отец на небесата кој создал се. Кога си отидоа ангелите, од нив на небото, пастирите си рекоа меѓу себе: да појдеме во Витлеем и да го видиме тоа што се случило, што ни го соопшти Господ. И дојдоа брзо, брзо дојдоа. И ги најдоа Марија и Јосиф со младенецот кој лежеше во јасли. А штом го видоа, соопштија за се што им беше речено за тоа дете. Значи Господ ви праќа гласници. И сите што слушаа се воскитуваа од она што им го говореа пастирите. А Марија, ете ја Марија, која вие славите, православни католици. Нема потреба од славење на Марија. Исус треба да се слави. Така Духот на Исус ке зборува низ вас. А вие барате посредник, нема веќе посредник, завесата се расцепи на две. По воскресението на Исус, вие сега можете личен однос да направите со Исус и со Отецот Небесен. Прости им, татко, не знаат што прават. А Марија ги зачува сите тие зборови, сложувајќи ги во срцето свое. Пазете категорија, сите овие зборови, ама треба да ги сложиш не во умот, во срцето, со срцето да разберат, да се покајат, со срцето да разберат, па да ги исцелам, вели Господ, со срцето, да го примиш Исус тесно вие во срцата ваши, вели, во срцето да го примиш, тоа значи љубовта да ја примиш, за се живо, да ги љубиш сите, никого да не осудуваш, да простуваш, да се покајуваш, те сакам, Господе Исусе Христе. И се вратија пастирите, славејки го и фалејки го Бога, не Марија, за се она што чуја и видоа, како што им беше речено. Тоа е пресликана од Артемида Велика, Ефеска и другите женски божици од античка Македонија во православието, за време на цар Константин, кога го вовел во своето земно царство со крстот. А кога се навршија 8 дена и детето требаше да го обрезат, значи завет имаат од Аврам, да ги обрезуваат машките деца, му дадоа име Исус, што значи Божја помош, надевање на Бог, како што беше наречено од ангелот, кажано од ангелот. Не се грижете што ќе зборувате, ќе ви биде дадено што да кажете, уште пред да биде зачнат во утробата. Во дух зачнат, не во тело. Ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божие. Од рода воден значи да умре стариот човек, од дух да се роди нов човек. Не да рипате во водата. Можете да положувате раце, да се занесувате. Ако Господ не ви даде, Отецот Небесен, не ви даде знак, ако вие не сте чисти во срцето, ако ви е тесно во срцето ваше, ако имате срце кое осудува, не можете да бидете крстени. Духот може да доаѓа над вас од време на време. Кога вие ќе бидете крстени, луѓето викаат дали сум крстен во Дух Свети, ова не го разбираат православните, католиците и одредени деноминации протестантски. Ти си сосема друг човек, Исус живее во тебе, ти ги љубиш сите, ти правиш чуда, има отчитувања. Имаш едно куче, му беше скршена ногата кучка, ја ранам тука во Маврово, кога престојувам сам како Исус во планината. Тој одеше во Маслиновата гора, јас одам во Мавровската гора да разговарам со мојот отец.
да видам што сака да ми каже. Скршена му беше ногата. Само еден збор исцелување во името на Исус, јас му зборувам на тоа куче за Исус. По 2 неколку часа доаѓа и гази на ногата. Слава ти Господи, ние зборуваме за отчитување. И кога се навршија деновите за нивното очистување, значи 7 дена за очистување од крв, од раѓање, според законот на Мојсей го донесоа во Ерусалим за да го представат пред Бог. И денеска православните го крстат детето. На 8-миот ден се представува пред Бог. Представување. Крстен, да, кумот се залага за него, но ти треба да го избереш Исус. Тука пишува дека никој не може наместо тебе да го прими Исус, да ја прими љубовта. Како што е напишано во законот Господов дека секое првородено машко дете треба да му се посвети на Господ и да се принесе жртва, како што е речено во законот Господов, 2 гугутки или 2 гулапчиња. Тие колеа гугутки, гулапчиња. И пак се враќаа на гревот, затоа е испратен Исус. А во Ерусалим имаше тогаш еден човек по име Симеон, и тој човек кој беше праведен и благочестив и очекуваше утехата Израилова, тие знаеле дека ќе дојде Месија. И Светиот Дух беше на него. Пазите категорија, на него. Не беше во него. Кога е во тебе Исус, во Отецот живее во Исус комплетно. Тој е просветлен, го просветли своето тело. Ракма син дирахмаја. Нему Светиот Дух му беше открил дека нема да види смрт, додека не го види Христос, помазаникот Господов, Исус, Божјата помош, и поттикнат од Духот. Значи, Син Божји е оној што го води Духот Божји, не на светците и Богородица. Не можеш да го славиш, да славиш светци, да си крстен во Дух Свети и Богородица. Мене ќе ме слави, пишано е. Кога ќе дојде Духот, он мене ќе ме просвети. Само ќе викаш за Исус ќе зборуваш, нема да можеш да сопреш за Исус да зборуваш. Те сакаме Господи Исусе Христе, и поттикнат од Духот дојде во храмот, па кога родителите го донесоа детето Исус, Божјата помош, испратен од небесата од Отецот, за да го извршат со него она што беше вообичаено според законот. Симеон го зеде во своите раце, го благослови Бог и рече: сега го отпушташ својот слуга Симеон, слуга на Севишниот Бог, Господаре според зборот твој. Господар, категорија, не си припаѓаш на себе, му припаѓаш на Исус. Познавате ли некој човек што му припаѓа на Исус, што вели се припаѓа на Исус, мојот имот, мојот дом, јас му припаѓам на Исус. И кога се расправа со некој, кога го напаѓаат и вели јас му припаѓам на Исус, ќе си имате проблем. И го молиш Исус да им прости, бидејќи не знаат што прават. Зашто очите мои го видоа спасението Твое, зборува Симеон, што си го приготвил пред лицето на сите народи. Значи го видел Исус светлината, светлина за просвета, светлина на незнабожците. Тоа сте вие, македонци мои, зашто апостол Павле дојде кај вас откако евреите го распнаа. Исуса и не го примија. И слава на Твојот народ. Израил е народ кој има завет со Бог, македонци е народ кој го повикува Бог. А и двамата денеска не се баш како што треба. Го подзабораваат Исус, сакаат самите. А Јосиф и мајка му се восхитуваа на она што се зборуваше за него, па и ги благослови Симеон и рече на Марија, мајката негова: еве, овој е поставен за паѓање и издигнување на мнозина во Израел, тие што имаат завет со Бог и на целиот свет. И е знак. Тоа е знак, Божја помош, против кого ќе се говори, за кого ќе се говори. А и на тебе самата меч ќе ти ја прободе душата, бидејќи незиниот син, кој е син на Бог, го гледа како го распнуваат пред незините очи. Те сакаме, Господи Исусе Христе, за да се откријат мислите на многу срца. Таму беше и пророчицата Ана, керката Фануилова од Асировото племе. Таа беше во поодминати години, со мажот проживеела само 7 години по моминството свое. Таа беше вдовица на околу 84 години, не се оддалечуваше од храмот, зашто во храмот беше Духот, во ковчегот на заветот. И му служеше на Бога.
Не се оддалечуваш од Исус. Му служиш на Бога. Истата категорија, само сега Исус нема повеќе храм, нема ковчези. Завесата е скината. Ти зборуваш директно со Исус. Исусе, го повикувам Твоето име во моето срце, дојди и остани, застани во името на Исус. Значи му служеше на Бога со пост. Каков пост и молитва? Телесен. Овој род се истерува само со пост. Каков пост? Кој род? Тој што е во тебе. Каков пост? Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти зборувај низ мене, не јас да зборувам, татко мој. И им говореше за него, за Исус, на сите што очекуваа избавување. Дали сакате да излезете од овој свет, да се спасите од оваа лага? Гледате што се случува во Македонија. Ве уништуваат, ви забрануваат да мислите, да чувствувате, да се радувате, да пеете. Ке ви забранат да зборувате за Исус, веќе е забрането. Сатаната ве сее како пченица. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Оваа земја му припаѓа на Исус, татко мој, во името на Исус ја враќам Македонија. Во Твое владение, ангелска војска да ни помогне. Амин. И кога извршија се по законот Господов, се вратија во Галилеја, во градот свој Назарет, а младенецот растеше и крепеше со духот на мојот Отец, исполнувајќи се со мудрост, Божја мудрост не своја, и благодатта Божја беше врз него, потоа во него. Врз него, во него, над него, околу него. И секоја година родителите негови одеа во Ерусалим на празникот Пасха. Денови, месеци, години, Велики четврток вапцам јајца, но верувам во Исус, тоа го правам како народен адет. Ако тие постоеле вапцањето јајца пред во критско-микенската култура, можете да ги поврзете со Исус, да верувате дека имаат некоја исцелителна моќ. Не, Исус е Божја помош. Христос е помазан, помазаник да помага. Имаме и пониски категории, но со тие ке заталкате. Еден колега го боли грбот, ми вика одам на биоенергија. Сум видел многу такви луѓе биоенергетичари кои заглавија се разболуваат на крајот. Штом ти не исцелуваш во името на Исус, ти си на другата страна сине човечки, само Исус исцелува. Кога ќе го примиш љубовта во твоето срце и ќе почнеш да љубиш наместо да мразиш. А кога беше на 12 години, тие отидоа во Ерусалим според обичајот на празникот, и кога се навршија празничните денови додека се враќаат дома Јосиф и Марија, детето Исус остана во Ерусалим, а Јосиф и мајка му не го забележаа тоа. Мислејќи дека тој меѓу сопатниците, измина еден ден пат и почнаа да го бараат меѓу роднините и познатите, Исус го нема. Исус е внатре во твоето срце, синко човечки. Можеш да го повикаш тајната криена со векови, дека Исус е внатре во тебе. Тој пламенче, делче од Отецот Небесен, кој треба да се разгори во пламен на љубовта и да почнеш да бидеш љубов, да дишиш љубов, да живееш љубов, да победуваш со љубов. Па бидејќи не го најдоа, Јосиф и Марија се вратија во Ерусалим да го бараат. По 3 дни го најдоа во храмот како седи меѓу учителите, ги слуша и ги прашува. На 12 години, кога го видоа, се зачудија и неговата мајка му рече: Синко Исусе, зошто ни направи така? Татко ти и јас во голема болка те баравме. А тој им рече, Исус им рече: што сте ме барале? Зар не знаете дека јас треба да бидам во она кое што е на мојот Отец? Во Божјото царство, во Божјото семејство на небесата, каде што сите сме деца на небесниот Отец, но тие не ги разбраа зборовите што им ги кажа тој. И израелците кои имаа завет со Бог не ги разбраа, го распнаа Исуса, го избраа разбойникот. Така и вие денеска го избирате разбойникот постојано да ве води. Слеп разбойник кој ќе ве однесе во јама. И тој слезе со нив, Исус дојде во Назарет и им беше послушен. А мајка му ги зачува сите тие настани во срцето свое. Во срцето се прима Исус.
Исус пак напредуваше во мудроста и возраста и во милоста кај Бога и кај луѓето. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божиот Царство Небесно. Празници постојат за народите попримитивната вера да разбере дека има ден за Бог. Кога вие сте во Исус, секој ден е велик ден, секој ден е Божик, секој ден работите за Него. Работите за Царството Божие на небесата. Кој не собира со мене, вели Исус, што собира? Изгубените овци тој растура. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што и овој ден си во моето срце. Исцелување на сите оние што ќе речат Исусе, дојди во моето срце и помогни. Исцелување на сите оние што ќе клекнат на колена. Се покајувам, Исусе, простувам на сите, никого не осудувам, прифаќам се што ќе биде. Дојди во моето срце и помогни ми. Амин. Мир вам до Божио Царство Небесно. Ако те мачи нешто во овој свет, не знаеш кој си и што си, можеш еден ден, затвори ги очите, клекни на колена, затвори ја својата соба, вратата и речи Исусе, ако те има, дојди и помогни ми, дојди во моето срце, јас знам дека го има. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божиот Царство Небесно. Амин. Мир и љубов Исусова за сите. Амин. Во љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Крвта твоја се пролеја на крстот, завет остави, облечи